Да, значи Црвениот крст на Република Македонија преку својата општинска организација исто така ќе ги изведува значи тие освежителни курсеви кои што се наменети пред се значи директно за сите оние кои што веќе ја поминале обуката за прва помош за да се стекнат со возачка дозвола, меѓутоа поминало време и ете сигурно голем дел од самите предзнања кои што ги стекнале ги загубиле, треба малку да ги освежат, да ги обноват. Значи кампањата ќе трае од 15 јули до 15 септември. Ние значи како општинска организација сме отворени за сите оние наши граѓани кои што сакаат да се пријават на ваквите курсеви, значи да дојдат и да го освежат своето знаење. Самите курсеви значи ќе ни ги изведуваат лиценцирани предавачи, демонстратори на Црвениот крст во трајање од 90 минути дневно, затоа што сметаме дека веќе и сите луѓе го имаат поминато тој процес. Ова е директниот начин на кој што ние сакаме нели да влијаеме на заштитата на нашето население. Индиректниот е дека они на таков начин ќе ги заштитат и своите членови на семејството, своите сограѓани, своите соработници и дел од своите освежени знања исто така би ги пренели во кругот на своето семејство, нели колективот кој што работат. И не да Боже на пат кај што има сообраќајка секако. Може да ни кажете што се ќе добијат како освежување на своите знања? Дали овде практично ќе се работи некако како да се извлекува лице, како да се направи преврска, не знам. Дали ќе биде теоретска или пак ќе биде комбинирана со практични вежби? Значи, насоките за освежителните курси веќе ни се зададени на нас преку Црвениот крст на Република Македонија и таму значи ќе се офатат тие 5 најбитни сегменти кои што се многу битни кога ќе наидете на настрадан или повреден, значи да знаете што треба да направите за да му помогнете да го стабилизирате додека да дојде брзата помош. Значи до 80% се зголемуваат шанси да некој преживее ако знаеме само правилно да му окажеме прва помош. Ние не бараме од луѓето да бидат ни доктори, ни медицински сестри. Меѓутоа има некои 5 сегменти кои што треба да ги знаат како основни, да ги применат на лице место и така да бидат нечии херои, да спасат живот. Имате ли искуство дали струмичани се хумани при таква ситуација укажуваат помош, не знам, што покажа. Иако мислам дека излеговте како еден податок за сообраќајките дека може до 80% да се намалат несаканите последици. Имате ли како стојат струмичани на ова поле? Кога правиме вежби за евакуација, многу често значи аудиториумот кој што ја гледа вежбата, значи потполнува одреден прашалник за сознание што би требало да прават во случај на некоја несреќа. Еве сега примерни се нели сообраќајните несреќи. Многу малку, ама стварно многу малку, значи знаат луѓето што би требало да направат во одредени ситуации, дури некои знаења кои што ги имаат, нешто што се провлекува да кажам како како некој тренд што треба да се прави, ама не начинот на кој што правилно треба да се изведе, тоа многу малце, значи затоа ги повикуваме само да издвојат дел од своето слободно време. Значи предавањето ќе биде кратко теоретски, повеќе ќе биде значи практична примена, се види нели како се прави самиот процес на реанимација или како се сопира крварење, како се третира скршеница. Еве и тоа нели да на правилниот начин на излекување на настрадан, многу често веќе ги гледаме сообраќајките на возачи на мотоцикли, како правилно да му извадиме кацигата. И така да јас мислам дека многу малце, еве, не само струмичани, мислам дека општо нашите сограѓани многу малце, не по нивна вина, еве да најдеме малце вина и кај нас како систем, не само државата и Црвен крст. Мислам дека ние почесто требало да ги нудиме таквите услуги, сите што сакаат да знаат, да бидат спремни, нели како користам стално една девиза, иднината им припаѓа на оние кои што се подготвени. Гледаме фамилии кои што се стално имаат можност некаде да патуваат, да летуваат, да скијат, значи се движат напоредно на многу места, можностите за да најдат на сообраќајна несреќа или на нив да им се случи многу голема. Мислам дека многу малце од нив знаат што да направат правилно во таков случај.